Добро, значи, вака, мојата контрареплика во овој дел е дека точно луѓето се клучни. Значи, ние сме пратеници кои ги представуваме тие луѓе. Вие како влада мислите со гласовите на тие луѓе да дојдите, односно да останете на власт, меѓутоа буџетот не е приватно предпријатие, да ние согласно нашиот капацитет натре што го имаме, ќе им дадеме покачување на луѓето и со таа ќе зголемиме потрошувачката, како што викате, точно се враќа назад. Доаѓа во буџетот. Меѓутоа, буџетот мора да го креираме тој економски раст ние. Значи, тие се тие капитални инвестиции. И главна компонента во самиот буџет, викате вие, придвижувањето на бруто домашниот производ е со потрошувачката, односно повисоки плати и тоа ќе се врати во. Меѓутоа, кај ви е извозот? Главните сегменти се извозот, е градежништвото, тие го предизвиваат, тие го движат бруто домашниот производ. Главни структурни елементи. Вие во образованието ни читате само бројка, дека е поголем од некоја година, што јас навистина многу ретко користам. Тајте вие сега што правите, нас не казниете народот, макар што добивме на избори, меѓутоа други сегменти беа во исто тоа. Сега граѓаните што треба да очекуваат од овој буџет? Значи, образованието да, ама структурата внатре, од тој поголем буџет, ви прочитав и вие сами видовте. Дајте бројките, видете, високото образование имаме помалце, сегде од 38 до 40%. Значи, единствено само за Универзитетот Кирил и Методи имаме повеќе од воено-парични средства. Значи, важна е структурата на овој буџет. Не само делот на големината, затоа е грандиозен, затоа иди во голем дел на плати. Вие моравте тоа да го направите за да ги задоволите овие и во исто време да се оправдате и да се полни. Да, си се враќат парите, пак назад ќе придвижи домашната потрошувачка, а квалитетот, а продуктивноста, економската логика во сето тоа, економското движење. Значи, тоа спорам јас. Може некаде и вие некој процент ќе кажете повеќе во ова или ние ќе видиме дали е точно или нема. Глобално се движиме во тие рамки. Читаме и вие и јас од ова што е дадено во буџетот. Вие го креиравте сепак. Ние го читаме во тој сегмент. Така да, луѓето се клучни, меѓутоа не само во рамките на давање предизборно на плата сега, затоа што во програмата беше дека ќе стигнат докторите до 100.000, сега некаде брзате, затоа што пензионерите треба да земат. На која основа? Значи, тоа е тоа. Не може, ништо не е променето на подобро за вие да имате економски напредок. Немаме никакво инвестиционо вложување во државата. Тоа е тоа. Тоа е за грив жувачки. А не дека нема да направиме ние назад. Нормално, ќе се зголемат платите, ќе имаме поголеми стапката, ќе дојдат и придонеси, во рамки на домашната потрошувачка, за еден период ќе купите време. Кај е иднината на економското живење? Кои услови околу вие создадаваме деловни услови на предвидлива е климата што ја правите во политиката. Која предвидлива ние бевме тука кога го донесовте прогресивното доначување. Све ова беше полна салата од професори, се даваше како образложение, немојте тоа да го правите. Која предвидлива? Се направи шок. Тоа ви стои вас како не добро водење и предвидливост на економските мерки и проекти. Така да немојте, ели во ученички стандард 34% имате намалување. Па тука ученички стандард, градба на ученички домови, со слики ни ги кажуваја како опозиција кога беше вашата партија. А не 1% да намалевме во наредниот буџет, не 34%. Ајде ви се молам, значи, тоа е тоа. Ние тука сакаме да интервенираме, дека не се само платите во образованието, треба и во други сегменти. Структурата на тоа распределување на паричните средства. И точно отворив во буџетот уште еднаш да не направив грешка во делот на вадење на процентите. Да, 7,1 е даночниот приход вкупно. Вкупните приходи за 5,6%. Точно, значи сега уште еднаш видов дека е тоа,
а даночните приходи се со 7% што јас ги образлагав и не сакам да бидам недоречена или да биде нешто за кое ќе се држам цврсто, а имам податок. Не ви е точно тврдењето дека во сите изминати години реализацијата на капиталните инвестиции била секогаш помала од 50%. Па по години имаме ние информации дека од 75 до 85% е реализацијата на капиталните инвестиции. Тоа и вие сами си го знаете дека не успевате да ги реализирате. Барем во одредени сегменти вие емисии вие и искрен премиерот кажува дека не работат. Кажа, многу и не работеа министрите. Немат капацитет да ги остварат. Не ги бива. Така викаше, јас тие што не ги бива ќе ги сменам. Нити ги смена тие што не ги бива, нити па тргна реализацијата на капиталните инвестиции. Нема да се држите за нешто што ние го знаеме, ги знаеме изјавите кои се на вашиот премиер и што сега вие кажувате. Не е развоен буџетот, социјален е и тоа го правите предизборно. Ништо друго не можам тука како формулација да најдам. Да, во делот на капиталните проекти кои ви се дадени во буџетот и јас ги наведив дека продолжувате, вие кажувате не, имаме и нови. Па тие се сите што продолжуваат со Светска банка да се прават договори и заеми. За локални патишта ги имавме како заеми и ние. Завршуваат, се прави понатаму пак договор, односно се зема кредит за тие локални патишта. Ама се заеми. КФФ банката се водовод и канализации се заеми. Тоа не се, да, тоа сакам, за тие заеми ние полемизиравме денови овде за да се кажи дека на база на заеми се придвижва економијата, односно место од буџетот да се издвојуваат парични средства, се прават заеми. Тоа е логично да има заеми. Ние тогаш и тога го кажувавме. Меѓутоа таа дволична политика сушност излегува сега. Дека земјата ја задолжуваше ВМРО ДПМН, а не ја задолжува СДС. Значи, тоа е целта за која полемизираме и кажуваме и даваме дебата. Дека се прави врз основа на заем во делот на капиталните инвестиции, а во делот на делењето на социјална помош, пензии и овие нови проекти се прави од прибраните даноци на граѓаните. Просто, едноставно, во кое, за жал, не сакам да ви на никој начин да ви омаловажам вашата функција, навистина е многу важна и е битна и многу е добро да жена се бори на тоа место, меѓутоа си ги соберите даноците, да си ги распределите пред избори, а претходно истата година не можевте да дадете покачување од 36 до 53 денени пензионерите, сега да кажете дека тоа можете да го направите пред избори за 700 денари, па тоа ви се молам, не е ништо друго осим предизборно, во кое ја жртвувате економијата долгорочно на Република Македонија. Ништо друго, времето ќе покажи и вие ќе бидете сведоци на тоа. Благодарам.